Добар ден и добродојдовте на денешниот вебинар насловен Емоционална интелигенција и еднаквост во наставата, клучни алатки за поддршка на девојките во STEAM. Ова е шести ваков вебинар во низата кој што го организираме во рамките на проектот Streamit. Streamit проект кој што има цел да ги насочи девојките и жените кон STEM едукација, иновации и истражување. Ми представува огромно задоволство што денеска сме заедно и ќе имаме можност да разговараме за тема која што е многу значајна за градење на иднината на нашето образование, односно родова еднаквост во образованието и креирање на еднакви можности за сите ученици. Најпрво би сакала да ви се заблагодарам од името на Фондација за менаџмент и индустријско истражување. Јас сум Мија, проектен асистент во фондацијата, која што е исто така дел од партнерскиот конзорциум на овој проект, односно Streamit. Пред да започнеме, би сакала накратко да поминеме низ агендата на самиот вебинар. Односно, најпрво јас ќе ви го представам проектот, неговите цели и активности на кратко и значаен дел е дека вие може да се вклучите во самите активности на проектот и ќе видиме како може да го направите тоа. Подоцна ќе имаме презентацијата од нашата драга гостинка, професор доктор Георгина Кимова, односно и темата за денешниот настан, и на крајот, како и секогаш, ќе имаме можност за дискусија, односно прашања кои што ќе може да ги поставите во чет или во Q&A функцијата, па јас ќе ги прочитам на Георгина и Георгина ќе ги одговори за вас. Исто така да известам дека вебинарот се снима, до снимката ќе имате пристап сите по завршување на настанот. Сега проектот Streamit, кој е поддржан од Европската Унија, представува една визија за општеството каде што девојките и жените имаат еднакви можности да се вклучат, да напредуваат и секако да успеат во областите на науката, технологијата, математиката и инженерството, односно она што ние го нарекуваме STEAM. Значи во рамките на проектот ние ги организираме овие вебинари со цел да извлечеме од нашите говорници добри практики во STEAM областите и на тој начин да им дадеме самодоверба на девојките да се вклучат во овие области, односно во STEAM образованието, а паралелно од друга страна исто така им нудиме и поддршка на едукаторите, односно на наставниците и професорите во примената на инклузивни методи и изградба на родово инклузивни училници. Сега би сакала да ја споделам презентацијата за проектот. Се надевам ја гледаме презентацијата. Значи, проектот започна на 1 јануари 2024 година и ќе трае до крајот на 2026 година, значи има уште цела година и месец во прашање, доволно време за секој кој што сака да се вклучи. Главна цел на проектот е да иницира промени во однос на постојаните родови нееднаквости во STEM образование, истражување и иновации и со сето тоа да придонесе кон спроведување на Европскиот манифест за родова инклузивност, образование и кариери. Проектниот конзорциум е доста голем, односно импресивен. 21 партнер од 20 различни земји, меѓу кои што е Фондација за менаџмент и индустријско истражување, и ваквиот конзорциум со волку партнери и различни земји придонесува кон тоа ние меѓусебно да разменуваме добри практики и идеи, односно што функционира на едно место, што не функционира, што можеме да искористиме и што можеме односно да примениме во нашата земја. Во поглед на подетални, односно специфични цели, значи проектот има за цел да ги надмине бариерите и предизвиците со кои што се соочуваат недоволно застапените групи во STEM. Тука е недоволно застапени групи, особено голем акцент ставаме на девојчињата на возраст од 14 до 18 години. Се фокусираме исто така на развој на иновативни родово и диверзитетно инклузивни алатки за едукација. Но од друга страна, како што спомнав и претходно, ние исто така, односно проектот цели да ги мобилизира засегнатите страни од различни сектори и да создаде една одржлива мрежа која што ќе им нуди поддршка на овие STEM едукатори. Цело време спомнувам STEM,
и можеби се прашувате што е разликата тука, значи традиционалниот STEM пристап во образованието ги опфаќа само науката, технологијата, математиката и инженерството, односно е повеќе фокусиран на технички и аналитички вештини, развојот на технички и аналитички вештини кај учениците. Но во оваа комбинација се додава и уметноста за да се создаде пристапот познат како STEAM, односно тука се нагласува креативноста и иновативноста во учењето. Сега зошто се прави ова? Затоа што вклучувањето на уметноста најпрво поттикнува креативно решавање на проблеми, односно ги поттикнува учениците да истражуваат различни перспективи, не само фокус на технички и аналитички вештини, туку креативно да размислуваат за да изнаоѓаат единствени и поинакви решенија од претходно. Поедноставно е исто така зголемува ангажираноста и мотивацијата, односно материјалот кој што се нуди е многу поинтересен за самите ученици и придонесува кон развој на интердисциплинарни вештини. Така што ја комбинираме ние уметноста со овие научни дисциплини, исто така овозможуваме на учениците да стекнат способност и тие да поврзуваат различни области на знаење и целото ова повторно придонесува кон развојот на единствени решенија, односно првата точка која што ја спомнав, значи сите овие предности се меѓусебно поврзани како во еден круг. Сега, зошто ние ги правиме овие активности, зошто го спроведуваме овој проект? Заради пречките кои што се соочуваат жените и девојките во STEM. И постојат различни категории, односно различни видови на пречки. Најпрво, тука ги имаме родовите разлики, односно имаме се забележуваат кај девојките пониска самодоверба во STEM предметите, несвесни предрасуди кои што понекогаш ги имаат самите едукатори, односно наставниците и професорите, академски средини со изразени машки карактеристики, општествени стереотипи што ја поврзуваат технологијата со мажите и семејните очекувања. И тука последните три би можеле да кажеме дека се особено истакнати во земјите на Балканот и секако кај нас. Сега тука имаме останати два вида на пречки на институционално ниво и на индивидуално ниво. Разликата е што едните ни се нам наметнати од страна, додека другите си ги наметнуваме самите себе си. Како пречки на институционално ниво ги имаме родовите предрасуди во образовните средини, недостаток на женски кадар и менторска поддршка, особено изразена пречка, не само кај нас, и кај сите партнери во рамки на конзорциумот, затоа и конкретно на менторската поддршка имаме посветено цел ваков вебинар кој што може да се навратите на нашата веб страница на МИР и да го гледате видеото, доколку сте заинтересирани. Начинот на кој што е обликуван самиот STEM наставен план и самата работна средина и организацијски политики. Како пречки на индивидуално ниво, односно пречки кои што сами себе си ги наметнуваме, се само перцепцијата и само довербата, страв дека ќе ги потврдиме ние овие стереотипи кои што постојат во самите образовни средини, анксиозност во однос на постигнувањето успех и конфликт кој што многу често се јавува помеѓу професионалните и семејните обврски. И на крај имаме пречки на културолошко ниво кои што на некој начин представуваат основа или збир на сите останати, стереотипи, родови, норми и очекувања, стереотипи кои што ги имаме во медиумите, исто така многу интересна тема, да речем, или интересна пречка, недостаток на жени пример за углед, поврзано со менторската поддршка која што ја спомнав претходно и перцепција за родовите улоги и еднаквоста во општеството. И сега што ние имаме и во план да се направи во рамките на Streamit проектот, клучни иницијативи кои што ги имаме спроведено е создавање на виртуелен makerspace, кој што може да го посетите и представува збир на ресурси, интерактивна мапа и воедно представува и форум за соработка и воспоставувањето на национални хабови во кои што спаѓаат самите овие вебинари кои што ги спомнав претходно 6 кои што ги организиравме досега меѓународни обуки и слично. И исто така тука се вклучени практични активности, серија работилници насочени кон STEM образованието,
практични активности во научни центри и музеи и програма за менторство намената за млади таленти од високообразовни институции. Програма чии што повеќе моментално пуштен и трае до 5 декември. Програмата ќе трае од јануари до јуни 2026 година, каде што 12 ученици ќе имаат можност да работат со искусни ментори за развивање на компетенциите за научна комуникација, при што во мај ќе учествуваат во национален надпревар, а победникот од тие 12 ќе учествува на меѓународен надпревар во Будимпешта. Така да за оние што не слушаат денеска, доколку сте заинтересирани, слободно може да отворите на нашата веб страница на МИР, јас ќе ви испратам линк подоцна во чет и да аплицирате за повикот. Имаме уште една цела недела за да го направите тоа. На официјалната страница на Стримит вие може да го најдете овој виртуелен makerspace, разни ресурси за STEM едукација, извештаи, вебинари кои што од кај нас и од кај нашите партнери, кои што се снимани и поставени, онлайн курсеви, трудови, алатки и слично, националните хабови и преглед на добри практики. Јас тука се поставени линкови на презентацијата, а презентацијата вие ќе ја добиете по завршување на вебинарот на мејл. И сега го зборувам национални инспиративни хабови. Исто така имаме национален инспиративен хаб и во Македонија, кој што ние си го крстивме STEAMUP МК и представува динамичен простор кој што цели кон поттикнување на иновации, креативност и инклузивност во STEM, значи директно поврзано со целите на проектот, и е посветен на оснажнување на младите едукаторите и недоволно застапените групи, така што обезбедува пристап до најсовремени алатки, знаење и многу значајно можности за соработка. Значи, на кого е посветено, односно кој може да се вклучи, наставници, едукатори, ученици, млади иноватори, креативци, стартапи и предприемачи, едукатори за музеи и недоволно застапени групи. Процесот за аплицирање, односно за вклучување во самиот хаб е следниот, кој што може да ја контактирате мојата колешка Емилија преку мејл, или многу поедноставно само да ја пополните формата на следниот линк. Јас линкот ќе го испратам во чет, место да пишувате мејл, јас ви гарантирам дека ова би ви било многу полесно за вклучување. Распореди на вебинари, значи како што кажав, ова е последниот, 6-тиот вебинар во низата. Останатите вебинари кои што ги организиравте може да ги видите тука, темите тука, менторството кој што го спомнав, важноста на менторството, за рушење на родовите предрасуди. Имавме 2 вебинари поврзани со безбедноста и сајбер безбедноста. Зборувавме за жените во дигиталниот свет, односно во е-трговијата, така да многу интересни теми. Јас сум сигурна дека и денеска темата професорката ќе ни ја приближи оваа тема нам. Ова се линковите, исто така и овие линкови ќе ви ги испратам во чет, така да ако не направивте принт скрин, не мора да се грижите. И толку околу презентацијата и мислам дека може сега да преминеме на по-официјалниот дел. Значи, зборуваме денеска за емоционалната интелигенција и она што е значајно да го нагласиме е дека не представува само теоретски концепт кој што го слушаме и е модерен и популарен, туку емоционалната интелигенција во суштина е во способности да се разберат и насочат емоциите на начин кој што ја поттикнува комуникацијата и соработката и развојот на секој ученик во, нели, кога ќе ја ставиме во образовен контекст, и таа кога ќе се комбинира со родово инклузивна и чувствителна настава, представува моќна алатка за создавање на училници каде што секој ученик ќе се чувствува прифатен, слушнат и мотивиран за да успее. Токму за тоа денеска ќе зборува и нашата говорничка и значајно е да зборуваме за емоционалната интелигенција во контекст на STEAM областите, бидејќи како што видовме од презентацијата, девојките се уште се соочуваат со предрасуди, па така емоционалната интелигенција може да се
да се искористи од страна на едукаторите за поттикнување на самодовербата кај девојките, препознавање на нивните потенцијали и создавање на вакви родово инклузивни училници. Во таа насока би сакала и да ви ја представам конечно денешната говорничка, односно професор доктор Георгина Кимова, која што е професор од областа на педагогијата и едукатор за личен и емоционален развој. Професорката има долгогодишно искуство во академска и во практична работа и низината работа е насочена кон развојот на вакви емоционални, комуникацијски и социјални вештини кај деца и млади, како и промоција на позитивни вредности и самодоверба кај учениците. Денеска ќе можеме да слушнеме како да ги употребиме овие принципи и вредности во наставата и да ја кој што ќе отворат еден, да речеме, еден пат за поголема еднаквост во STEAM областите, односно во STEAM образованието. Без да должам премногу, професорке Кимова, уште еднаш да ви се заблагодарам од име на фондацијата што ја прифативте нашата покана за овој вебинар. Со задоволство би сакала тука да ви го предадам зборот. Така. Ви благодарам на експлоративното и објаснување на вашиот проект, а од друга страна да ви се заблагодарам за моето представување и истовремено за идејата која ја имавте во однос на вклучување на оваа тема во вашиот проект. Да ви посакам, добре дојдовте на сите учесници на овој вебинар. Најпрвен да ви се представам јас уште еднаш, значи како што ме представи Мија, јас сум универзитетски професор на факултетот за психологија на Меѓународниот славјански универзитет во Свети Николе веќе 18 години, а 2 години ја работам мојата програма за емоционална интелигенција, односно програма која е верифицирана преку Центар за образование на возрастните, преку Министерство за образование, нели како орган Центар за образование на возрастните. Интересно е тоа што овие 2 години ми се посебно инспиративни со оглед на тоа што направив програма која става акцент малку повеќе на емоционалната интелигенција и пробувам да ги разбијам стереотипите кои се однесуваат на емоционалната интелигенција, дека не е една вештина, дека е начин на живење, дека се состои од повеќе компоненти. И она што е најзначајно е тоа дека освен тоа што ја носиме како дел од себе со оглед на нашето искуство, може и да се развива. Како резултат на тоа спомнав, развивам, односно работам програми. Програмата е општа, намената е за општа популација, значи не е тесно стручна, не е само за психолози и педагози, туку е општа, односно за сите оние кои сакаат да работат на свој емоционален развој. Да не должам многу, уште на самиот почеток да кажам дека со оглед на интензивен или во иднина малку повеќе да се форсира вештачка интелигенција и емоционална интелигенција, се смета дека е една од основните интелигенции кои ќе опстанат во понатамошниот период со оглед на тоа дека другите интелигенции некако се заменети од вештачката интелигенција, знаеме дека постојат повеќе. Не би навлегувала таму да дојдам до делот кој се, односно чија тема ни е предмет на работа. Накратко ќе споделам презентацијата, која ги пробува во денешното кратко излагање да опфатиме основни поими и препораки поврзани со оваа проблематика. Ќе оставам можност сосема на крајот да поставиме прашања поврзани со темата. Меѓутоа, како што спомна и Мија, би кажала дека емоционалната интелигенција има посебно големо значење како начин на живење и начин на зголемување на самодовербата и внатрешниот мир кај секој од нас, а верувајте, особено од помала возраст е посебно значајна за да може да се оформиме во здрави и спокојни личности кои ќе немаат предрасуди, односно кои ќе немаат пречки во однос на остварување на своите цели.
Сега на кратко, само зошто ни е важно прашањето за девојките нели во STEM, затоа што како што спомна и Мија, ќе пробам да не повторувам работи кои веќе ги спомна, постојат голем број на стереотипи кои ограничуваат, односно се пречка во однос на остварувањето на целите кои ги има во однос на остварувањето на интересите. Факт е, морам да кажам, и дека во последните неколку години се направени исчекори во однос на периодот од пред 30 години, кога малтене не постоеја девојки во така наречените машки професии, односно во делот на инженерство, во делот на технологија. Факт е дека денес, нели, зголемен е тој процент, меѓутоа треба уште многу да се работи во однос на половото, да кажам, изедначување и изедначувањето нели не само во однос на полот, туку и во однос на сите други разлики. Причините, како што спомна и Мија, нели се од различни аспекти, од социјални, емоционални, културни. Факт е дека когнитивните истражувања покажуваат дека не постојат така големи разлики во однос на когнитивниот потенцијал кој го поседуваат момчињата и девојчињата, туку дека фактички нели со развојот стереотипите првично од семејството, а после во училиштето се оние кои представуваат еден вид на пречки во однос на остварувањето на потенцијалите. Понатаму ќе ви кажам, исто и јас сум била една од тие, односно сум била една од тие случаи, значи ситуација во која сум постигнала релативно, сум имала добри постигнувања, конкретно е по математика, меѓутоа родителите од типот на настојување нели дека е потребно да се насочиме кон женска професија, професија која ќе ни остави доволно време за семејство и дом, ме спречило да се ориентирам нели кон, да кажам, технички науки, иако сум имала предиспозиции, не можам да кажам дека ми е жал нели за ова за што го работам денес, меѓутоа факта е дека постојат низа пречки од тој пример кои се, да кажам, големи, онака создаваат големи празнини во однос на реализирање на целите кај младите. И сега значајно е и прашањето како образовниот процес може нели да ги охрабри девојките да веруваат во своите способности. Факт е дека со работа на емоционална интелигенција, односно со кадри кои имаат развиено високо ниво на емоционална свест, значи со високо ниво на емоционална свест, што значи дека нели кадрите кои работат во образовниот процес и родителите истовремено треба да работат на емоционална интелигенција. Тука големо значење има кај емоционалната интелигенција дека мотивацијата е едно од компонентите на емоционалната интелигенција кои овозможуваат онака поголемо активирање и совладување на пречките кои постојат од надворешната средина во однос на остварување на целите. Малку покасно ќе видиме како и на кој начин. Сега на самиот почеток сакав да споменам она што само го чепнав на самиот почеток, дека истражувањата ни покажуваат дека биолошките разлики нели меѓу момчињата и девојчињата не се така големи во однос на конкретно визуелно просторните способности, односно се сметало дека во поранешниот период многу поголемо внимание се обрнувало на на тоа дека момчињата имаат поголеми спацијални способности, дека многу повеќе напредуваат, односно имаат поизразен нумерички фактор, дека имаат подобри способности во однос на техничкото, на техничките информации. Меѓутоа денешните истражувања ни велат дека и не се така големи разликите во однос на мажите и жените, а жените поранешните истражувања ни кажуваат дека се подобри во однос на вербалните способности, вербалната флуентност, во однос на работната меморија, во однос на аналитичноста. И така, во минатото се развиени професии кои се, да кажам, типично машки и типично женски професии, кои, уште еднаш ќе напоменам, се исклучиво обликувани како резултат нели на тие мислења кои постоеле во тоа време. Денешните истражувања ќе подвлечам дека не укажуваат на тоа дека дури 80% од вариациите во однос на момчињата и девојчињата се индивидуални и дека овие разлики во однос на когнитивните
потенцијали не ја одредуваат професионалната насока. Во однос на самодовербата е најсилен психолошки фактор. Тука големо значење има фактот дека девојките доколку не успеат или доколку не се одлучат за одредена професија, не успеваат поради тоа што имаат помала самодоверба, не се одлучуваат за средини кои можеби се сметаат за типично машки и не се одлучуваат за средини кои онака им се полни со неизвестност, односно тоа дали ќе успеат во такви, да кажам, комплицирани содржини. Меѓутоа, факт е дека самодовербата ја одредува разликата во однос на тоа кој ќе се одлучи во однос на пристапување кон инженерство или кон IT. Во однос на делот на образованието, спонтано ни постојат несвесни разлики во наставата и веќе чисто ќе ви кажам еден пример, каде што во образовниот процес уште од првите одделенија некако момчињата ги форсираат повеќе за математика, девојчињата за понежните области, особено за уметност, за цртање, можеби за есеи пишување по мајчин јазик и така натаму, што уште од самиот почеток ги несвесно преку овие вербални искази ги насочуваат девојките малку повеќе кон тоа за што се смета дека имаат предиспозиции. Големо значење има и фактот дека девојчињата повеќе се сакаат соработка, повеќе се склони кон интердисциплинарен пристап, групна форма на работа, а момчињата малку повеќе се форсираат кон надпревари, кон конкуренција и форсирање, да кажам, на такви технички извршување на технички задачи. Дури ова ќе го кажам како една мала шега, меѓутоа кога имаме ситуации кога треба нешто да се работи од типот на технички посложени работи, момчињата се тие кои први се повикуваат. Ова пак ќе подвлечам една несвесна ситуација која, односно несвесен процес кој долг временски период екзистира како таков во нашето образование. Пак ќе потенцирам фактот дека има промени, меѓутоа се уште треба да се работи во однос на освестување на сите овие да кажам стереотипи кои постојат како такви и несвесно се провлекуваат во образовниот процес. Во однос на социјалните и културни фактори, на факт е дека постојат низа искази кои уште во најраното детство, односно во семејството, се форсираат во смисла на првично ќе кажам дури бојата на облека, боја на играчки, играчки кои постојат како такви, девојчињата уште од мали со кукли, кујни, со понежни работи поврзани со цртање, а додека пак момчињата со коли, камиони, клешти, кои што се овозможува на некој начин токму припрема за и понатаму за таков тип на професии. Овде да не разговараме, и тоа е веќе сосема и подлабока тема, за емоционална инвалидизација или емоционално заобиколување, кој уште настанува во семејствата, поврзани со тоа дека во ситуација кога би се соочиле со одредени потешкоти во завршување на одредени задачи, кај момчињата обично настапува на да кажам оној исказ: ти си маж, не треба да плачеш, или ти си маж, треба да бидеш цврст, можеш да завршиш таа и таа, да кажам, физичка работа, а кај девојчињата, рековме, е дозволено и плачење и ситуации во кои треба да се насочат на делот поврзан со домакинство, делот да си гледаат фамилии и така натаму. Во секој случај, овие се, пак ќе кажам, трансгенерацијски образци кои се пренесуваат по долг временски период. Битно е да има освестување и факт е дека работиме кон изедначување во однос на улогите и сите да кажам можности кои ги имаат и едните и момчињата и девојчињата. Во однос на изборот на професија, каде доминираат како резултат на
ете тие трансгенерацијски, да кажам, стереотипи, претежно мажите се нели во инженерство, информатика и физика, а жените се претежно нели во наставни професии, делот на психологија, делот на фармација исклучиво ќе го насочам како пример. Овде ќе наведам еден пример од мојата непосредна околина, каде што момче е запишано конкретно во средно медицинско училиште, конкретно во делот на фармацевски техничар, каде што се само неколку момчиња, 3 во класот 30, и као ситуација и првична реакција, зошто сте ме запишале, нели во ваков клас каде што се сите девојчиња. Еве го преку овој пример непосредното и би кажала директното влијание нели и од претпоставувам нели од семејството и од врсниците и од она што го гледа во неговата околина. Во однос на академскиот успех, во однос на постигнувањата, девојчињата факт е дека нели можеби не можам да генерализирам, меѓутоа со некои истражувања кои ги имам во последно време, значи анализирано е тоа дека постигнуваат исто доста високи резултати и во областите на STEM, меѓутоа она што го спомнав претходно, само довербата, мотивацијата и стереотипите се главно оние пречки кои првично делуваат во однос на нели одлучувањето за избор на професија. Исто така се случува нели работната средина да биде причина за напуштање, претежно поради тоа што има ситуации да не се чувствуваат нели во состојба да се носат со сите предизвици во типично машка средина. Некој можеби нели тоа да го доживуваат како предизвик, кажав уште еднаш и ќе подолечам, не можам да генерализирам, меѓутоа зборувам за поголемиот процент, недоволно менторство, посебно нели од жени ментори, подценување, можеби не вербално толку колку што е невербално, колку што го сеќавате во погледот, начинот на гледање, во тонот, можеби на гласот на обраќањето и така натаму. Дури ова ќе ви го кажам чисто нели во ситуација, присутно е во нашата практика, нели особено во делот на возењето, да кажам, односно управувањето со моторни возила, нели ако видиме дека нешто не е во ред, сигурно е жена, можеби кој управува, иако често се случува нели да жените се баш повнимателни и во голема мера попрецизни во односите на паркирање и слично. Морам да напоменам со оглед на тоа што следам дел поврзан, особено со управување на моторни возила. Дури имаме и неколку жени кои имаат положено во последно време за камион, што е, морам да кажам, значаен исчекор во однос на овој дел. Друго, исто ни се зголемува нели процентот на жени пилоти, што е уште еден индикатор на тоа дека нели се зголемува исчекорот, се зголемува и самодовербата и мотивацијата во однос на одлуките за ваков тип на професии. Тука ни е и работната култура со висок стрес, значи нели поврзано со тоа дека стресот можеби е потолерантен за машкиот пол и недостаток на баланс работа и семејство. Кажав, нели типично за нашата средина е тоа дека нели треба да со работата да имаме доволно време во однос на посветување на време на семејството. И поради тоа нели жените се форсираат, како што спомнав и на самиот почеток, за наставни професии каде можеби нели ќе има доволно време за приватен живот, нели обрнување внимание на семејство и домаќински работи. Сега како да се намалат разликите? Значи разликите ни се намалуваат со менторство од жени, со рани STEM активности, вклучување на во роботика, програмирање. Морам да кажам дека е за поздравување иницијативност и отварањето нели на академии, посебно од област на програмирање, и од област на технички развивање на технички способности кои се отворени апсолутно нели за момчиња и за девојчиња, со посебно потенцирање и еден маркетинг кој овозможува нели онака разбивање на стереотипите во однос на можностите и на женската популација. Спонтано намалување на стереотипите и пристрасностите во училница. Овде би кажала дека исто е за поздравување она што и во периодов го работам со обуки за емоционална интелигенција за родители,
кои обуки овозможуваат, пак ќе потенцирам, значи преку компонентите кои за кратко ќе ги спомнам на емоционалната интелигенција, онака нели рушење на стереотипите и форсирање на се она што е потенцијал и интерес кај децата и пред се нели развивање на еден внатрешен мир и спокој кај нели секоја личност без разлика нели дали е родител, дали е дете или се работи за повозрасна популација. Значајно е да се намалат разликите, ќе видиме и понатаму што она што го сугерирам, верувам дека веќе се применува со форсирање нели на соработка. Знаете, верувам дека нели со оглед на тоа што вебинаров е за општа популација, како што сум информирана, дека особено во првите оделенија децата се групираат на девојчиња и момчиња, туку и улогата на професорите кои нели треба да форсираат нели групна форма на работа каде што ќе се изменуваат нели момчиња и девојчиња и ќе имаат различни улоги во однос на групната форма на работа, во однос нели на презентација на проекти или она што е нели содржина на самото предавање. Понатаму имаме повеќе соработка наместо конкуренција, нели да се форсира соработување и на момчиња и на девојчиња во различни предмети, во основно и во средно, и жени рол модели. Не често, значи присутно морам да споделам во нашата пракса кај што нели се форсираат и истакнуваат жени кои успеваат во вакви, да кажам, STEM области. Големо значење има нели развивање на самодовербата, која е посебна тема би кажала во однос на нели зголемување на сигурноста во однос на настапување на такви би кажала по сложени професии како што се доживуваат и нели развој на вештините за емоционална интелигенција. И сега што е она што ни е посебно значајно нели за инклузивна и родово чувствителна настава, факт е дека нели е исфорсиран поимот инклузивна настава колку често значи се применува, толку и често има односно колку често се форсира, толку и често има критики во однос на тоа дали колку се спроведува реално во пракса. Факт е дека во последните години, особено странски фондации, има големи инвестирања во однос на нели форсирање на неинклузивна и родово чувствителна настава. Не е таа нели настава која само вклучува, да кажам, лица со попреченост од различен тип на попреченост, туку вклучува нели различни, а со оглед на, односно вклучува и почитува секој тип на различност. Значи, всушност, инклузивната настава подразбира еднаквост буквално на секој облик на поинаквост или различност, а со оглед на фактот дека секој од нас е посебен и различен како личност, буквално секој од нас, без разлика дали се работи нели за типична популација или не, факт е дека треба да се почитува. Па во однос на тој дел, значи тука е улогата нели на половите во однос на застапувањето во STEM областите, што значи дека тука особено е голема улогата нели освен на знаења поврзани нели со инклузивноста, нели и работа на себе на наставниот кадар во однос на ова што го спомнав, посебно во делот нели на и емоционална интелигенција. Значи наставникот треба да биде посебно сензитивен во однос на застапувањето нели на девојките во такви технички, можеби математички покомплицирани задачи, да настојува да ги вклучува во групни проекти и нели спонтано да развива самодоверба. Еве чисто само како краток пример, девојка која превзема нели улога на лидер во групна форма на настава, значи да презентира конкретно можеби решавање на некој математички проблем или пример во техничките предмети да превземе лидер во група. Ова е фино нели кога би се изменувале улогите и на момчињата и на девојчињата.
Задачи распределени според интерес, знаеме нели дека во наставата во принцип се сугерира нели да има три типа на задачи без разлика нели по секој од предметите, посебно акцент на овие од STEM областите, значи за типична под и надпросечна, значи во однос на овој дел посебно големо значење има да се обрне внимание во однос на тежината на задачите и во однос на интересот кој го пројавуваат учениците. Значајно е тука нели да се создаде во текот на наставата една пријатна атмосфера, односно една атмосфера која ќе овозможи нели чувство на пријатност, чувство на прифаќање на девојките во однос на посебно нели од областите поврзани со техничките науки, нели да се чувствуваат сигурни, па и да не успеат нели во совладување на некои предизвици од прва да ги користат како облик на полка и облик на црпење на искуство за некој следен пат. Овде ќе се задржам на емоционалната интелигенција во наставата со оглед на тоа што ни представува емоционална интелигенција. Како што спомнав, многу често обично сметаат како една единствена способност, меѓутоа би споменала дека емоционалната интелигенција всушност представува еден концепт, односно еден начин на живење, кој значи се карактеризира со еден внатрешен мир, една смиреност и се состои од повеќе компоненти. Морам да напоменам дека исто како и когнитивната интелигенција и емоционалната интелигенција нема единствена дефиниција, туку е всушност значи постојат различни модели, според различни автори, можеби познато ви е Мајер, Саловеј, Големан и така натаму, меѓутоа сега ова не ни е предмет на работа. Чисто овде да знаеме дека емоциите имаат големо врз вниманието кој го имаат учениците, врз мотивацијата, мислењето и помнењето. Така често ни се случува или ако сме конкретно со позитивни, да кажам, емоции, односно сме во радост, да бидеме нели во ситуација значи во која сме помотивирани, имаме поголемо внимание, имаме можност да кажам нели да внесеме, односно да влеземе во некои предизвикувачки ситуации и ситуации значи во кои исто морам да спомнам и мотивацијата, ако не сме доволно мотивирани, имаме ученици кои можеби имале онака високи интелектуални потенцијали, меѓутоа без доволна мотивација, посебно нели внатрешна или надворешна, екстринзична или интринзична, се случува ситуација да останат на пониско ниво. Во однос на делот на тоа што ни е емоционална интелигенција, како што спомнав, е начин на живење, е всушност, реков, се состојат од повеќе компоненти, оние компоненти кои доста често се присутни, се во поголем број на модели, самосвест. Што ни представува самосвест? Да бидеме свесни нели за нашата внатрешна состојба. Знаете како, денес сите живееме во едно брзо време и без разлика и помладите и повозрастните живееме во брзо време, време на интернет, време на интернет изложеност, време на перфекционизам и ретко кој од нас да има можност нели да се насочи кон самиот себе, односно ни минат деновите можеби со потиснати емоции кои не сме ги освестиле по долг временски период, па може да ни резултираат со психосоматски симптоми. Самосвеста всушност е обрнување на време за освестување, што препознавање на тоа што чувствувам внатрешно, поради што доживувам значи одредена ситуација, како кај себе така и кај другите. Саморегулација, ако сме свесни нели за тоа што го чувствуваме, не е важно да го поврзам со STEM областите, имам пример страв, поради што ми произлегува тој страв конкретно да се запишам, да кажам или да превземам некоја задача, поради што ми произлегува, дали сум доживеал повеќе неуспеси, поради што и да сум доживеал. Значи, сопоставување нели и освестување на низа прашање се овозможува освестување. Понатаму, имаме саморегулација. Саморегулацијата представува облик на втора компонента, често застапена, и представува облик на управување
значи со самите себе, наместо да дозволиме ситуација, нели, да не повлечат особено, нели, несвесните емоции, нели, кон пасивно расположение, кон пример донесување на одлуки кои можеби се погрешни во однос на нашите потенцијали и интереси, да бидеме во ситуација да ги освестиме и да донесеме една разумна одлука, да реагираме на еден коректен начин. Туку има низа вежби кои овозможуваат, нели, регулација на соодветен начин. Не би се задржувала на тоа, чисто само да ја напоменам. Емпатијата не е составен дел на емоционалната интелигенција и се однесува на тоа. Сите ја велиме, нели, емпатијата дека ни представува облик на сочувствување, меѓутоа емпатијата не е само сочувствување директно со другиот, туку е и всушност, нели, давање на поддршка. И поради тоа, она што го напоменав, нели, претежно во активности поврзани со групна форма на работа или активности кои не се насочени на соработка, овозможуваат точно пружање на поддршка едни кон други во однос на постигнување на цели. Мотивацијата претежно како компонента на емоционална интелигенција не е поврзана со делот на внатрешна мотивација, односно развивање на внатрешна мотивација да се кренеме и тогаш кога, нели, околината не е по-различна од она што сме го очекувале или директно не мотивира. Исто и како компонента на емоционалната интелигенција, неефективната комуникација која се однесува на прецизно и јасно изразување на нашите мисли и емоции на еден јасен, конкретен и прецизен начин. Поврзано е со истовремено и со интеракција, односно облик на взаемно прилагодување, взаемно да кажам модифицирање, нели, и на мислите и на емоциите. Како компоненти исто на емоционалната интелигенција, според, како што реков, нели, модели, конкретно Евена Барон, е и компонентата на упорност. Значи, луѓето кои поседуваат високо ниво на емоционална интелигенција, односно имаат развиени способности на емоционална интелигенција и упорноста, значи, која се карактеризира, нели, со тоа и пред пречки да идеме напред и напред во однос на остварување на нашите цели, да бидеме флексибилни на промени и да бидеме на некој начин среќни и задоволни со тоа што го имаме во моментот. И тука ни е еден здрав оптимизам, односно реален оптимизам, кој ни се однесува на тоа да поставам цели и истовремено да бидам во ситуација, значи, во која или нема да чекам на фактор среќа, туку едноставно ќе вложувам време, активност и енергија во однос на остварување на целите. Како што емоционалната интелигенција во наставата пред се ни е неопходна во однос на кадар кој, нели, ќе е на повисоко ниво во однос на развиени вештини на емоционална интелигенција и уште од најмала возраст ќе работи со учениците, нели, во однос на овие компоненти кои ги спомнавме, односно спонтано низ процесот на, нели, едукација ќе работи и на развивање на стереотипите и на развивање на самодоверба и мотивација кај учениците. Битно е, значи, посебно големо значење има да се валидизираат напорите. Добро е што си вложил, добро е што се обиде, браво, значи, за вложеното време, а не само, нели, резултатот. Излекување, нели, нормално искуство од она што можеби се доживеало како неуспех и апсолутно да не се дозволи ситуација, нели, неуспешните чекори да ги влечат назад учениците, односно да не ги на некој начин да не ги остават напред, да се форсираат во однос на остварување на целите. Значено ние во наставата да има, нели, разговор за емоции поврзани со успех или неуспех, како се чувствував кога успешно совладав некоја задача, како кога не, и значајно е да, нели, наставата всушност го поддржува уште еднаш она што е поврзано со мотивација и самодоверба. На кратко овде само би спомнала методи за активно учење и надминување на стереотипи. Значајно ние верувам дека поголем дел од наставниот кадар веќе
применуваат активно учење, значи тоа е ситуација во кои нели учењето е активен процес, значи нема само пасивно слушање на и фронтална форма, туку активно вклучување нели на учениците, застапеност на групна форма на работа, учење преку искуство, учење преку изработка на различни, да кажам, и 3D активности, посебно во математика делот, приказни за жени на научници, групни проекти кои веќе ги спомнав со мешани улоги и лидерство на девојките, односно со изменување на улогите на момчињата и девојчињата, визуелни приказни за успешни жени, кои и како имаат големо значење, нели ако промовираме, би кажала како зид на инспирација во однос на тоа жени што и како имаат постигнато. И посебно значење, значи, во образованието, односно во наставата во основно и средно, би било нели комуникација која е емпатична, која е полна нели со разбирање, да нема форсирање, уште еднаш ќе потенцирам нели ги бива момчињата за тие области, девојчињата се нежни и ги бива посебно нели за уметности, такви сродни, нели нежни би кажала области. Значено е да нема, односно да нема исмевање во ситуација во која нели доколку се сгреши, доколку се случи ситуација во која би се некоја девојка би пробала и би имала неуспешен обид, да нема исмевање, реков, дури не само нели ова вербално, туку и од невербален карактер и нормално преку емпатијата да има разбирање и поддршка дури за обидите. На кратко, значи на самиот крај спомнав еден проект кој е посебно значаен нели во однос на STEM поддршка, значи конкретно форсирање на девојки на возраст од 14 до 18 години, во проект вклучување во проект поврзан со пчеларство, идеи за прва помош, кои значи чии идеи на проектот биле поврзани со вклучување на девојки конкретно нели во професија која можеби е нетипична за женска популација. И на самиот крај, значи значајно е да бидеме свесни во континуитет нели за нашите потенцијали, да бидеме свесни дека доколку нели имаме интерес кон нешто, апсолутно може да постигнеме, може да ги реализираме нашите цели, тоа не е баш лесен и едноставен процес, нели да работиме во однос на нашата самодоверба, нашата емоционална свесност и континуирано да знаеме тука дека нели секоја средина односно секоја без разлика нели на средината, дали е стимулирачка, дали е значи онака демотивацијска, значи во однос на стереотипите, дека може да се успее. Јас не би должела повеќе со оглед на времето, би оставила можностите за прашање и би дала можностите за интерактивност помеѓу заинтересираните доколку ги има. Благодарам, Георгина, стварно многу прекрасна презентација. Мислам дека ги опфати сите работи кои што ветивме дека ќе ги опфати и дека на некој начин даде насока и совет за сите групи кои што ги спомнавме претходно, значи и за млади, и за наставници, за едукатори, и за родители, и се радувам бидејќи видов неколку прашања од сите овие групи. Јас можам да ви ги прочитам ако сакате, па едно по едно ќе ги одговараме. Би ги одговарале. Само уште еднаш. Јас би потенцирала вака, со оглед на ограниченото време. Имам многу да се зборува на оваа тема, пробав да бидам кратка, дури некои работи може би ги скрати во интерес нели на времето. Меѓутоа апсолутно сум во ситуација нели да одговорам на се она што ви интересира. И уште едно нешто би потенцирала, како што спомнав Еве и Мија на Мир фондацијата, голема благодарност, истовремено не би ги потенцирала оние со кои работам. Факт е дека се работи во денешно време многу повеќе за разлика од пред неколку години во односот на емоционалната интелигенција. Се радувам затоа што ја прифаќаат нели како вештина која е неопходна, точно баш и за разбивање буквално на стереотипи, а од друга страна за развивање на еден внатрешен мир и сите оние компоненти кои ги кажав.
Како резултат на тоа, реков, можам подлабоко да зборувам, вие спомнав, нели, мојата и асоциација, доколку го интересира некој за директни прашања, поврзани, нели, со емоционална интелигенција, ви стојам на располагање. Повелете сега Мија со прашање и се она што ви интересира. Нина, да, многу значајно, бидејќи во брзо минувачко општество, односно брзиот живот како што го живееме денеска, тој душевен мир, работа на тој душевен мир е многу значајна, како што спомнавте. Така, јас ќе ве прекинам. Ова го кажам, значи душевниот мир, можеби ова ќе го кажам со секојдневен едноставен пример. Видете, излегувате на улица, гледате гужва во сообраќај, значи нервозни еден, друг, трет. А отидете во институција, не е важно во администрација, во било која институција, да кажам, од здравствена, значи до едноставни административни работи да завршите, некако сите се нерасположени, сите се некако критички настроени, првично наоѓаме и сите недостатоци. Можеби сега некој ќе каже, а професорката многу беше кратка или имаше, нели, некои недостатоци, можеби, нели, во излагањето, меѓутоа тие негативности кои обично ги забележуваат луѓето, нели, кои се, ајде да кажеме, недоволно емоционално свесни. Факт е дека не можеме ни сите да избегаме од државата, да пробаме, нели, да направиме нешто поврзано со внатрешниот мир, смирување, и кога би биле, нели, сите по-смирени, по-релаксирани, би можело, нели, да се завршат работите, нели, на подобар начин. И само уште ова, да не должам многу пред прашањата, ни учи да бидеме на некој начин насмеани. Замислете колку значи средина во која ќе ве примат, нели, со мир, со насмевка, ќе ви се обратат љубезно, пак ќе потенцирам без разлика, нели, за која институција да се работи. Повелете сега со прашање, може да поразговараме. Одлична порака, професор, ќе ви благодарам. Од Мими имаме прашање. Кога зборуваме за работа со деца, дали е подобро директно да зборуваме со нив за стереотипите или индиректно само преку активности? Ова претпоставувам дека беше за делот со работа со деца од основно образование. Мислам дека тогаш беше поставено прашањето. Во однос на стереотипите морам да ви кажам дека во моментов работам обуки директно со родители. Значи стереотипите, нели, кои произлегуваат, се претежно од родителите, се пренесуваат спонтано на децата. Така да, јас работам истовремено и психотерапија, не би се задржувала, меѓутоа, ако го имаме симптоми кај децата, претежно, значи симптомот произлегува, односно индикатор за нешто, дека не е во ред во семејството, што значи дека уште еднаш ќе потенцирам, родителите се тие со кои пред се треба да се работи, посебно во делот на освестување. Верувам дека апсолутно секој родител, нели, му посакува најдобро на детето, меѓутоа тоа е тоа што тој го знае, тоа е тоа што тој најдобро го уме, нели, да го пренесе на детето. Не велиме дали е точно или не е точно, тоа е тоа што тој го усвоил, нели, од неговите генерации, од неговото окружување, и како што кажав, ти си маж, треба да бидеш насочен кон тоа, ти си маж, треба да бидеш цврст, треба да не плачеш, нели, во ситуација кој имаш конфликт во училиште, или треба да се насочиш на технички науки и слично, а да не идеш, нели, на науки кои може би или професија која е типично женска. Значи, чисто ова само како мала илустрација, нели, во однос на тоа на што се обрнува внимание. Сега, имаме 3 прашања. Третото многу е поврзано со ова што го зборуваме, па тоа прво ќе го прочитам од Бети. Дали имате техники за родителите за развој на емоционална интелигенција дом? Имам, ама тие ги работам баш на овие мои обуки кои се поврзани, нели, што ми се верифицирани, како што ги кажав, преку МОН, и ги работам се цели програми, тоа всушност траат 8 месеци и се интерактивни, да кажам, работилници кои траат полог временски период, нели, тоа не е еднократно во секој случај. И третото прашање, зборуваме за родители, а што би препорачале околу традиционални наставници? Што да правиме кога тие не сакаат да си ги сменат навиките? Не може нешто што не може, ние така разговараме. Значи, има ситуации во кои, нели, традиционалните факти дека се присутни, нели, постојат како такви. Морам да ви кажам дека имам и обратни средини, значи, нели, онака наставници кои може би се со повисоко ниво и на креативност и на активност, и со многу повисоко ниво на емоционална свесност,
а во суштина, значи, се слеваат во конформистите на традиционални наставници. Овде би кажала ситуација нели да не дозволиме да не повлече таа пасивна, да кажам, и традиционална средина. Тука е големото влијание кое апсолутно го имаат нели менаџерите во училиштата, реакциите на родителите, така да во секој случај мора и возрастните да научат дека е неопходно да прават промени. Кажавме, една од карактеристиките на емоционалната интелигенција е и флексибилноста, што значи дека неопходно е да се прилагодуваат на промените или на новите генерации. Инаку уште еднаш само да потенцирам емоциите, значи имаме разлики, нели, емоции, чувства, афекти не би должела овде многу, меѓутоа факт е дека многу значење во однос на здравиот развој на личноста е да се обрне внимание токму на овој дел. Многу е од прашањата, Георгина, и ние сме баш на време, како што гледам, значи ептен точни. Ако јас немам што да додадам, само би сакала многу да ви се заблагодарам што ја прифативте поканата. Многу актуелна и многу интересна тема, многу убави пораки, би рекла, за сите нас кои што треба да ги слушнеме. Млади, постари, за контролирање на емоциите, за посебно во ова општество, јас ќе кажам, мислам, стварно ми се допаѓаше многу лично пораката. Јас само би сакала да ги повикам нашите учесници, доколку сакаат да го проследат линкот во чет што го испратив, за да ја евалуираат оваа сесија. И толку од мене, уште еднаш благодарност и од мене лично и од мојата организација. Така. Еве на крај јас да се заблагодарам и на вас, рековме за идејата и иницијативата за една ваква посебно значајна тема која верувам дека алармантно ни е потребна во нашата држава со оглед на неколку работи кои ги спомнав претходно во однос на тоа како функционираме. Благодарност на учесниците за прашањата, за интересот кој ме следеа овој значи час. И реков, доколку се заинтересирани, значи можат да пишат, можат да ми информираат, да се информираат, значи за сите прашања кои ги интересира. Уште еднаш да потенцирам, се работи за ИН асоциација, моето име е Ѓорѓина Кимова. Ви благодарам од срце за издвоеното време, ова е баш квалитетно инвестирање во себе. Ви благодарам, Георгина, и ви благодарам на сите присутни, па до следно видување. Пријатно!